Дечки, денеска зборувам на една интересна тема што мислам дека ќе ви се допадне вас за социализација. Сакам да ви дадам една идеја. Кога бев во Соединетите држави која живеев, знаете, они се малку поразлични од нас, затоа што на некој начин по-другчие ја имаат социализацијата, не е иста социализацијата како што е во Македонија, не е толку срдечно блиска, ајде така да кажам, секако честни случаи таму си има, нели, етнички заедници кои што се слични како што сме ние и така натаму, но зборувам по-генерално од мој впечаток, што не значи дека е 100% вистина за сите, но знаете, таму има кај нас се луѓето се поише у просторот. Знаете, кај нив има нешто што се вика дури личен простор, кај нас тоа го нема како термин, ама они имаат нешто што се вика personal space. И за тој personal space ти е пола метро околу тебе, неќе да му влагаш у тој личен простор, поради тоа што научени се да го има твојот личен простор. Кај нас помалку сме научени да го имаме тој личен простор. Во смисол, од една страна мислам дека е добро што го немаме тој личен простор, од друга страна мислам дека треба да го имаме тој личен простор. Така да, ајде да ви дадам пример. Нели, таму никој не се меша у твоја работа, ќе те потпрашаат културно, љубезно и во некој аспект е убаво. Ајде да кажеме, тука имате некоја девојка која што уште не е омажена. Теткај, зашто немаш дечко? Ајде што ти е баба и мајки, ја више прекинала да збори затоа што се кара со неа, затоа што сега мајки иде преку тетки и мајки и неизина баби. И сега сите ја малтретираат. Зашто, докај си, како си, шо си? Нема личен простор. Врата не ти тропат, ти влага, татко ти, мајка ти, едноставно, поради тоа што го немаме тоа чувство на сега ќе имаш личен простор. Ајде сега ти пилиштарец, ајде копилјај, немој ова се. И сега, знаете, ние ги имаме тие фрази каде што не се толерира личниот простор кој што луѓето мислам дека треба да го имаат. И тоа зависи од нас, како ние го заштитуваме, до кај ставаме граници и така натаму, но поентата ми е сосема друга во овој лайф. А тоа е социализацијата. Сега, во Соединетите држави си имаш социализација, ама мислам дека е потешко, или, ајде да кажеме, ако не си интегриран во тоа општество е потешко, ама пак зависи и до тебе. Ако мислам дека ако ти си некој кој што знае да склопи пријателства, сегде ќе најдеш другари и пријатели, ама можда малку е потешко отколку да кажеме кај нас, поради тоа што едноставно етникумот наш е таков да имаме таа близина. Но што се случува полека? Ова е моја обзервација. Порано ви текнували, например, ја живеев во населба, во Бутел живеев, каде што имавме комшии и комшиите не ни тропаа кога влага крај нас дома. Или ќе ти тропнат, ќе ти чупнат као деме кеј тука сум, ама вратата се отвараше постојано. Клучот сите знае дека не е под чергиче и некако имаше повеќе слобода, имаше повеќе верба, имаше повеќе комуникација, имаше повеќе доверба помеѓу луѓето. Тоа го нема во Соединетите држави. Треба да ти дојде комшија и да ти чукне на врата, треба да е нешто кое што е не знаеш зашто некој чука. Кај нив не чукаат комшиите на врата, нит па не де Боже влагаат директно кај вас, баш поради тој личен простор веројатно, ами поради тој етникум кој што го имаме. Ја имам едно видување мое, можеби ќе се сложите со мене, можеби нема, ама каде да има топлина на енергиите, таму помалку луѓето имаат систем, ред и почит. Ајде да видиме кои земји имаат поголем систем, ред и почит на правила. Ова е моje видување. Веројатно се тоа по земјите кои што се поладни, физички ладни земји, во смисол на Скандинавија, во смисол на Западна Европа и така натаму, на север. Кога ќе видите, интересно е, глобално ако видиш, сега ова нема цел, ова што ќе кажам било кого да навреди, се надевам дека никого нема да навредам, сакам да кажам ни кај нас, ни генерално, а тоа е колку по топлина имаме, во смисол на поднебието, толку помалку има ред и правила. Сега, не вреѓам никого, ама моја перцепција можеби не е точно, дека повеќе ред и правила има некаде во Западна Европа, отколку, например, некаде каде што би било, не знам, Грција. И Грција во Европска унија, ама ја мислам дека таму има поише топлина, во смисол на време. И луѓето е тако, гледате, кога времето е топло, мислам дека и луѓето имаат некој тип на
присност, на близина, на комуникација, на дојди и така натаму. Што кога ги речеш, може да си викаш, треба да е барем на север, така кога се гушнат барем да се стоплат. Не, моето видување е дека колку е потопла земјата физички, така и менталитетот на луѓето станува малку по-директен во однос на комуникација. Гледате Италија, гледате Шпанија, гледате Аргентина, гледате Венецуела, гледате Колумбија. Кога ќе видиме секаде каде што има многу топлина временска, како клима, мислам дека има таа подиректност на комуникација помеѓу луѓето, што може би не е така, ова е само моја обзервација и моје наблюдување, поради тоа што сакам да зборам еднаш за ред, следење правила и си викаш, кај што има топла клима, помалку има ред, помалку има правила. Кога ќе отидеш у Мајами, едно у Њујорк, кога бевме се у Њујорк, ќе чекаш на црвен семафор, ама у Мајами ќе си поминеш преку улица, затоа што некако атмосферата е така како да те тера дека можеш тоа да го направиш. Но, поентата ми е дека порано ќе дојдоа комши. Мајка ми имаше торта, имаше некое благо, све нешто спремно за ако дојдат комши. Гледате, тоа беше очекување. Мајка ми не можеше, затоа што не е најавува цело време ќе доеме ние, иако имаше најавување, ама женава беше спремна за ако ненадевно дојдат комши, не беше секојаш спремна да кажем, ама имаше нешто поднаправено. Се ја го филмова малку колку да поентата ја пренесам како што треба, ама сакам да кажам ќе зазвори некој, ајде ти се радуваш, некој ќе доаѓа. Ама сега ако ти зазвони некој на врата, се зависи. Во помалите места веројатно уште е останато како што некогаш беше и во Скопје, ама ја живеам во зграда. Не знам за тие што живеете во зграда. Може ако имате комши живеете во таа зграда долго време, ама луѓе, мислам дека се отуѓија луѓево баш поради тоа што порано каде славевме родени. Родендени секогаш славевме дома. Ти кога ќе имаш роден ден, ќе ти дојдат сите, ќе ти дојде Вујковци, не знам, Чичковци, ќе ти дојдат кои да се роднини, ќе ти дојдат дома. И сега ти домашната атмосфера имаше топлина, имаше хаос, имаше комуникација, имаше луѓе, имаше емоција. Цела куќа беше пуна со емоција. Сега куќата, станот ја нема другата емоција, се емоцијата и енергијата на тие луѓе што живеат таму. А вака кога ти дојде некоја друга енергија, друга емоција од роднини, од братучеди, па тоа се ствараше еден убав огин, ајде така да кажем, емоционален, кој што позитивен, сакам да кажем, кој што убава енергија и убаво движење правеше во целата таа ситуација. Сега кога треба некој да ти дојде на гости, честни случаи, пак ќе кажам, сигурен сум дека ова не е вистина за сите тие што не гледате, ама барем у Скопје најчесто луѓето што прават, ај ќе отидеме некаде у кафичов, никој не слави веќе роден ден дома, порано правевме домашни журки, нашите домашни журки знам колку беа очекувани и колку беа правени со кејф, па ви текнува ќе ни направи до ние сендвичине мали, а тие ги обожавав кога бевме мали, ќе се земеш она багетче лепчево, па ќе се намачка путер или мајонез, па ќе се ставеше ред кашкавалче, па ќе се ставеше ред саламче, па имаше секојаш кисело краставиче, тоа беше врв, и ќе се изрендаше некое јајце од озгора. Абе Милина, такви сендвичи за роден ден, мислам дека децава не пробале. Значи има деца кои што не знаат што се роденденски сендвичи. Тие роденденски сендвичи беа милина од сендвичи. Зошто? Поради тоа што тоа беше љубезноста, тоа беше гостопримството, тоа беше добре дојдето за луѓето кои што се очекуваше да дојдат кај нас дома. Не знам за вас, мене ми фалат малку тие времења, иако можеби го кажувам само тоа, можеби не го мислам поради тоа што кога ќе ти стане навика, ај свикаш ќе излезем у кафиче, ќе идеме вамо и ќе идеме наму, некако ти е попрактично, но гледате, тоа беа времења каде што луѓето дома има собствена продукција. Ова Вики, мојата колешка, еднаш многу го објасни. Поздрав, Викче, ако не следиш од Копенхаген. Ама она што беше интересно, баш зборевме со неја, вика, има продукција, има моменти каде што ќе направија некој, не знам, гоблен, ќе направија некој милје, ќе направија нешто, торти се правеа. Кој купуваше торти? Никој не купуваше торти. А јадења се готвеа, се има готвени јадења, секоја чест, пак ќе кажам, сето тоа е во насока да се олесни, ајде да кажеме, капитализмот кој што секако е супер, затоа што одиме во таа насока, ама сакам да кажам, работат луѓето до 6, разбирам, нема време за ручек, нема време за
Порано кога јадевме имаше 3 тањера, луѓе имаше 3 тањера, затоа што ви тетнува супа, па супа од кнедли. Јас сега не знам дали се супа од кнедли некој прави уопште, ама знам дека ја имаше кнедли на мајка ми кој што ги обожавав. Тоа беше врв. Имаше 3 тањери, имаше длабок тањер, имаше тањер за салата, имаше главен тањер. Сега у еден тањер све, затоа што супа ретко има, честни случаи, салатичка сигурен сум со ракија некаде се уште има, пред главно јадење луѓе, ама 3 тањера нема. Сега тоа беа време на продуктивности, тоа беа време на продукции, тоа беше време каде што дома скршеното се лепеше. Па не знам, прегореното се поправаше, оштетеното се коригираше. Сега све има, све е достапно и све се фрла и се купува ново, но ја нема продуктивноста во која што ти со твоите раце ќе направиш нешто кое што е продукт кој што ти го имаш дома. Сега, кога некој човек ќе направи продукт кој што он го направил со собствени раце дома, друго е чувството отколку да го купиш нештото поради тоа што си вложил време и си вложил енергија. Ама си вложил време и енергија за гости. Си вложил време и енергија за луѓе. И тоа луѓето го ценеа, и затоа луѓето беа поблиски, затоа имаше повеќе комуникации, затоа имаше некако повеќе радост. Па кога се отидеше на камп, се идеше па некоја 3-4 фамилии, па ќе отидеа сите 3-4 фамилии таму, па се чекаат на граница, па се чекаш пред камп. Па не знам како и да е. Имаше некое заедништво кое што беше многу убаво како време. И мислам дека полека тоа време поради тоа што доаѓа со целиот економски систем кој што е дојден, доаѓаат и дадени навики, доаѓаат и дадени карактеристики, што е јасно, ама во секој случај многу интересно да не го изгубиме идентитетот и оние навики кои што некогаш сме ги имале. Затоа што сега купуваш стан, ама има и чувар. Си викаш порано, кој прашал за чувар, си викаш ти уличката имаш еден милицаец кој што шеташе натаму, сите го знае милицаецот, тој беше чуварот за цела уличка. Сега, ама зградата има и чувар. Вау, супер, па кај живееме ние што е толку опасно, па треба да чува се и се што. Сега чувар има. Сега имаш, не знам, вакви врати, сега имаш кодови на што и да е. Затоа што луѓето се оддалечуваат едни од други. Затоа што луѓето се оддалечуваат према концептот како треба да бидеме, како треба да живееме. Најлесно е човек да нема комуникација, после тоа му станува тешко. При тоа што, знаете, многу е тешко човекот да опстане сам, затоа што ние сме како битија социјални битија. Така, сите ние сме социјални битија, сите ние сакаме да опстанеме, ама групата, фамилијата, комшиите, релациите, тоа е нешто кое што е незаменливо. Порано комшиите беа главни кои што нешто ќе ти проверат, комшиите имаат клjuč од дома, комшијата беше твојот чувар. Немаше комшии кои што ти зборат позади грб, сигурно имало, ама сакам да кажам, се грижаа за нашите делови, се грижаа за нашите имоти, се грижаа за... И тоа е добрососедство. Ми текнува мене комшика, Мица, ако не гледаш, ќе направи пита или ќе направи нешто, па да обавезно носеше ке нас. Мајка ми ќе направи нешто обавезно, носеше ке нив. И сега тоа се добрососедски односи, затоа што има убавина во таа креација на комшиство, на комшилук. Едноставно, каде што ќе седнат у двор, ние живеевме у Бутел, такви беа уличките, типски беа улички, ист тип, ист модел, и како да си у камп. Летно време, сите беа надвор, поставена некоја камперска масичка, комшија ќе дое на ракија, не знам, ќе направи некој салата, ќе принесат мезе и остануваа муавети. Секако тие муавети беа без врска муавети, како и да е. Ама сакам да кажам, имаше циркулација на енергија, имаше циркулација на комуникација. Сега, апел да на некој начин човекот почне да го врати нештото. Сега да викнете некој човек дома на роден ден е малку чудно. Ја не сум бил последниве кој знае колку години, сем ако не е внука ми или некој кој што да кажеме од самата фамилија, ама не сум бил кај пријател на роден ден дома, затоа што и ја не сум ги викнал 50 роден ден славев во кафана. Сега, сакам да кажам,
го изгубивме тоа време, поради тоа што едноставно комуникацијата мислам дека се занемарува. А зашто се занемарува комуникацијата? Поради тоа што сите сме распоредени на работа. Сите сме распоредени да опфатиме повеќе продукција, да заработиме повеќе приход, при тоа забораваме фамилија, при тоа забораваме поширока фамилија, при тоа забораваме комшии. И јако ова ја го зборам, јас знам дека не може да идеме контра темпото и времето на генералните промени. Ама она што сакам да кажам е дека ние кај нас во нашата душа како нација си имаме своја топлина, си имаме своји одлуки, си имаме одлики, си имаме своји карактеристики, кои што не значи дека треба да ги загубиме, поради тоа што доаѓа бран или доедено е нешто кое што несомнено и треба веројатно како еволуција да помине и да зборувам за економски системи и така натаму, што е несомнено очигледно чим обстанува оди во некој конкретен добар правец, но сакам да кажам при тоа со таа економска промена не мора да оди и социјалната промена, иако е неминовно, пак ќе кажам ова е утописки што го зборам јас секако. Ама како идеја, како размислување, колку беше поубаво кога човекот дома ќе направеше, не знам, басина торта, кога човек дома ќе направеше сендвичи дечи за прослава на нечи роден ден, па касетофони, па ке се играше, па некако беше многу убава енергија, отворени врати, луѓе таму не се заклучуваше тоа навечер, ние не заклучувавме, не ми текне, ние имавме две врати, едната која што излагаше директно од дневна соба, големи две врати кои што беа цело време отворени. Навечер само ги затваравме и имавме главна врата која што никош не беше под клjuč, секогаш беше отклучена и навечер. Така да сакам да кажам, а клjučот беше од натрешна страна. А или ќе заклучавме едната врата, ама другава не ја затваравме. Така да сакам да кажам, имаше слобода. Ама слободата доаѓа од верба. Има убав цитат од филозофот Хабарти, ќе го парафразирам, вика еден: денот кога ќе се веруваме едни на други, ќе има мир на земјата. Денот кога ќе си веруваме едни на други, ќе има мир на земјата. И мислам дека таа верба едни во други почнува полека да ја снемува и можеби почнуваме да стануваме помалку комотни да удомиме и да угостиме луѓе во нашиот дом. А многу е убаво како збор гостопримство. Поради тоа што тоа значи дека ти одвојуваш собствена енергија за уживање и лезет на други луѓе. И мислам дека тоа е убава карактеристика. Знаете, сега сите е ја прво, јас си мислам за себе, јас си мислам за себе, јас си мислам за себе. Не дека не треба да мислиме за себе, луѓе треба да мислиме за себе апсолутно. Ама при тоа мислам дека почнавме да го забораваме тој дел на угостување или да му направиш на некој човек да се чувствува топло во твојот дом, што мислам дека е неверојатна емоционална карактеристика, како емоционална интелигенција, која што мислам дека полека, барем од тој тип, за тој конкретен момент, емоционалната интелигенција почна да се намалува или да се губи. Ја мислам дека нема кој не е крив поврзано со сето тоа, но мислам дека треба да го освестиме и да направиме даден тип на корекции и промени кои што каде што луѓе ќе почнат да ги угостуваат повторно дома луѓе и да прават да се чувствуваат, посебно да прават да се чувствуваат убаво и да прават да се чувствуваат знаете, не знам, ќе направите колач од кох, ќе направите, не знам, што и да е, и тогаш целата таа продукција ќе ти спакува, земи го ова за тој, земи си го ова за братучето што не е дојден. Сега го нема тоа. Поради тоа што едноставно сите сме во ресторан, сите сме во кафана. Тоа ми беше поентата за денеска, си го размислував преска. Викам, ова ќе оправам за лайф, поради тоа што сакам да го споделам со моите пријатели. Не знам дали ќе вас така. Вие знам дека ме следите од многу место, очигледно. Еве, имаме Добрица, добро утро за вас, добро вечер за нас. Да, модерен живот. Гледам Благој, Германија, други места и така натаму. Предпоставам дека во помалите места, не знам, можеби и таму веќе не е така, но предпоставам дека во помалите места се уште го има тоа гостопримство, секојаш се уште има таа топлина на угостување во нивниот дом, ама знаете кога ќе го затворите домот за комшиите, почнувате да го намалувате вашиот простор. Кога ќе го намалиме просторот или кога го затвориме просторот за други луѓе
го намалуваме нашиот простор. И сакам да кажам, кога ќе отвориме вратите символично на домот, и отвараме меѓучовечките и добрососедските односи, поради тоа што тоа беа добри манири и имаше техника за добри манири. Боби поздрав до Мелбурн и до тебе. Знаете, имате техника за добри манири, а тоа е направи колаче, однеси го на комшијата. Направи не знам што, однеси го на комшијата. Тоа е техника за добри манири. И многу е убаво кога се уште има луѓе што тоа го прават, и многу е убаво кога едноставно домот е отворен за комшиите. Мене тоа ми било секојаш многу убаво и мислам дека како гест и како феномен веројатно фали. Знам дека човек се научува многу лесно на комфорт зона. Поубаво е да не ти дојат гости сега, поради тоа што треба да имаш работа, треба да те секојаш спремно исчистено, но гледај, тогаш беше тоа затоа што на штрек ти доаѓаа гости. Мораше ти да одржуваш ред, хигиена, чистина у секој момент као ова ќе ти дојат гости. А сега, гости доаѓаат, ако дојдат гости, си викаш ај чекај, па не е зачистено, не е средно, не мора да дојдат сега, ќе ги изнесеме некаде. Ама некако тогаш и беше еден тип на систем на етика, гости ќе дојдат, да мора све да биде пиц-пец, да биде под конец и да биде спремно. Океј, дечки, тоа беше нешто кое што сакав да го зборувам за денеска. Убаво е да ги отвориме вратите и душите за други луѓе, комшии, комуникации пријателски, со кои да е. Едноставно сме луѓе кои што сме заинтересирани да влеземе во просторот на други луѓе. Не во смисол да влеземе во просторот на други луѓе, да се интересираме, да трчариме, алаш вериш глупости да збориме за нив, него да се заинтересираме искрено како можеме да им помогнеме да и они живеат поубав и подобар живот. Така да заинтересираноста и интересот кон другите луѓе прави простор од нас кон нив, затоа што го зголемуваме просторот. Истото тоа треба да биде во насока на подобрување на нивниот живот и, не знам, комуникацијата е тука за да се открие што е тоа што на човекот му треба, што е тоа што можеш ти да го направиш за него и кога ќе го откриеш, го даваш тоа што на човекот му треба или на човекот го бара. Океј, фала ви на убавите коментари. Живка ве ни пишува. Да. Се согласува дека не е до тој степен. Да. Океј. Разбирам. Имајте убава вечер, драги мои, се гледаме повторно во среда. Чао.